Ова издание на саботна хроника на Прва Скопска, во која ве потсетуваме за актуелните настани, ке гледате. Со бесплатно летало се лоцираат изворите на загадување на воздухот во Скопје. Брзиот и динамичен живот причина за неодговорното возење на скопските улици. Се најавува новогодишна атмосфера каква што немало досега во Скопје. Град Скопје ја започна есенската акција за раззеленување на градот. Оваа есен приоритет е обновување на сите постојни дрворади во градот и подигнување нови во Јорче Петров и на Битпазар. Од град Скопје информираа дека во рамки на есенското садење ќе бидат засадени 3500 висококвалитетни листопадни садници на повеќе локации во сите скопски општини. Дрвјата се набавени од град Скопје, за што од буџетот беа издвоени 12,5 милиони денари. На предвидените локации на терен се копаат дупки, се одложува неквалитетната земја и се заменува со плодна земја. Дрвјата во рамките на есенското садење ќе бидат засадени по должина на градските сообраќајници, во средишните жардиниери на булеварите, во парковите, на локации каде што биле исечени, како и во дрворедите каде што треба дополнување. На почетокот на месец април оваа година, градот Скопје потпиша меморандум за соработка со јавното предпријатие Паркови и зеленило и представници на гинеколошките клиники во Скопје за учество во проектот Дрво за секое дете. Со овој проект им се овозможува на граѓаните да засадат дрво во чест на раѓањето на нивното бебе, на некој од градските дрвореди, паркови или скверови, а на самото дрво ќе има плочка каде што ќе го пишува името на детето и датумот на раѓање. Од почетокот на реализацијата на проектот, досега до град Скопје се пристигнати 221 пријава за садење на дрвја. Дрвјата во рамките на проектот Дрво за секое дете ќе бидат засадени во рамки на есенската акција. Дрвјата од проектот е предвидено да бидат засадени во сите општини, во паркови и на главни улици, како и во блоковското зеленило на општините. Оваа есенска акција град Скопје ќе ја реализира заедно со сите скопски општини, кои во неја ќе учествуваат со своји работници, механизација и садници. Граѓански здруженија по повод Меѓународниот ден на толеранцијата покренаа петиција "Нула толеранција за аерозагадување и загадување на животот", упатувајќи апел до сите граѓани на Македонија да ја потпишат. Станува збор за Здруженијето за социјални иновации и одржлив развој Радар, Новинари за човекови права, Првата детска амбасада Меѓаши и Зелениот институт. Тие ја повикаа државата да ги исполни обврските во однос на почитувањето на основното право, правото на живот, воведувајќи итни мерки за намалување на загадувањето кое директно влијае на здравјето на луѓето и нивниот живот. Од буџетот на владата за 2019 година се издвоени 21,5 милиони евра, односно 0,6% за намалување на аерозагадувањето. Гордана Несторовска, која е представник на Радар, истакна дека државата треба да го зголеми буџетот за предвидените мерки и да превземе итни мерки, додека да почнат да се реализираат среднорочните и долгорочните мерки. Доколку државата смета дека ова е стратешко прашање, сметаме дека државата треба да го зголеми буџетот за предвидените мерки и да превземе итни мерки додека да почнат да се реализираат среднорочните и краткорочните мерки за намалување на аерозагадувањето. Воедно бараме владата да биде транспарентна во своето работење и барем еднаш неделно да ги информира граѓаните што е тоа што конкретно превзема за намалување на загадувањето и активирање нормално на целокупното население во борба против аерозагадувањето, меѓутоа и искористување на расположливите капацитети кои што постојат на територија на Република Македонија, активирање на инспекторите, активирање на целото она знаење што се наоѓа и во бизнис секторот. Како итни мерки за намалување на загадувањето, Несторовска ги предложи да се субвенционира меѓуградскиот автобуски превоз, да се воведе бесплатен автобуски превоз за сите граѓани во текот на наредните 3 месеци, воведување на 24-часовен зајак над инспекциски надзор, опремување на инспекциските служби со соодветна опрема и итна детекција на загадувачите. За состојбата со загадувањето, Драги Змијанац од Меѓаши истакна дека е алармантна.
Тие, како што рече, биле принудени да достават потресно писмо до сите членови на Комитетот за правата на детето, барајќи од нив да поднесат конкретни мерки и препораки до Република Македонија. Сметаме дека можеби е дојдено време и апелираме некој адвокат кој навистина е спремен да поднесеме една тужба до државата, бидејќи животите ни ги става во прашање. Ако ги исцрпиме сите инструменти во Република Македонија со судството и најдеме конечна разрешница, ќе бидеме задоволни. Ако не, се надевам со помош на адвокатот, кој се надевам дека ќе ни се јави и дека волонтерски ќе не застапува, ќе поднесеме тужба до Страсбург, до Меѓународниот суд за човекови права. Мислам дека дојдено е време за превземање на одговорност и некој од институциите и од одговорните, посебно за животна средина, чист воздух и загадената почва, треба да понесе одговорност. Значи, вака понатаму не може, граѓаните се револтирани. Тоа што на протестите гледате мал број на луѓе, не значи дека граѓаните не го чувствуваат тоа во своето здравје, имено знаете дека секој второ дете пати од респираторни проблеми и дека во Скопје, Куманово, Тетово, Битола и Кавадарци, да не ги набројувам, едноставно не може да се дише. Представничката од Зелениот институт Наташа Амдиу предложи да се зголеми бројот на автобуските линии, особено во некои точки каде што сега не постојат, констатирајќи дека од тие причини многу граѓани користат автомобили. Здруженијата упатуваат апели до сите граѓани да внимаваат на загревањето на домовите, да не ги користат често автомобилите и да не создаваат депонии. Град Скопје викендов го почна 3D мапирањето на критичните точки за загадувањето на воздухот во градот со беспилотно летало. Како прва локација беше избрана депонијата Вардариште, а мапирањето ќе продолжи и на други локации, најавуваат од градот. Жителите на аеродром Мега Зибаба веќе подолг период се задушуваат од непријатна миризба што се шири покрај кеот на Вардар. Мерните станици покажуваат најголема концентрација PM10 честички токму во овие делови од градот. Сега со 3D мапирањето на Вардариште ќе се добие целосна слика за опфатот на депонијата, односно во кои делови се пали отпад, особено ако тие делови се наоѓаат на приватни имоти. Инспекторатот на град Скопје ќе добие прецизни податоци со што полесно ќе може да ги извршува задачите. Убедени сме дека со вакви акции ќе ги елиминираме причинителите на загадувањето, еден по еден, изјави портпаролот на град Скопје Валјон Салиху. Тој посочи дека оваа активност е само една од мерките што градот Скопје ги презема за намалување на загадувањето на воздухот во Скопје, а инспекторатот на градот минатиот месец изрече двојно повеќе казни во однос на октомври 2017 година. Сите инсталации што подлежат на интегрирана еколошка дозвола се проверени и редовно доставуваат мерења, со кои се задолжени во самата дозвола. Активна е кампањата за пријавување огнови на отворено на телефонскиот број 193, а не како што е вообичаената практика да ги пријавуваат граѓаните огновите на социјалните мрежи. Само заедно можеме да го спречиме палењето огнови на отворено, а со тоа да ја подобриме животната средина и квалитетот на амбиенталниот воздух, посочи Салику. Раководителот на секторот инспекторат на град Скопје Мирослав Богдановски појасни дека Вардариште е една од црните точки во градот кои во изминатиот период биле предмет на инспекција и каде што се откриени поголем број прекршители. На оваа локација е забележено палење кабел и друг капаст отпад. Со ова 3D мапирање точно ќе се лоцираат местата каде што тоа се случува. Општина Ѓорче Петров започна со јавните дискусии по повод креирањето на буџетот на општината за 2019 година. Општината заедно со Центарот за управување со промени преку проектот Мои пари, моја одговорност, партиципативно раководење со буџетот на општините во Република Македонија, поддржан од проектот на USAID за граѓанско учество, им овозможува на граѓаните активно да учествуваат во поставувањето финансиска рамка за приоритетите за следната година во сите сфери од локалната самоуправа.
Од општина Ѓорче Петров информираат дека до затворање на програмите за работа на секторите и конечната конструкција на буџетот продолжуваат со овој транспарентен начин на вклучување на граѓаните во програмите за работа на општина Ѓорче Петров со цел носење на граѓански буџет кој ќе ги задоволи потребите на жителите на општината. Токму за таа цел градоначалникот на Умовски оствари средба со граѓаните на Волково и околината, на која дискутираа за буџетот за 2019 година и она зашто тие сметаат дека е приоритетно да се внесе во финансиската програма за следната година, а со цел подобрување на условите за живот во Ѓорче Петров. Сите нивни барања кои во главно се однесуваа на инфраструктурата ќе бидат сериозно разгледани за вметнување во програмите за работа на секторите, информираат од општината. До финализирање на буџетот продолжуваат на транспарентен начин да ги сослушуваат граѓаните. Општина Аеродром денеска објави јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавка на печки на пелети за граѓаните на незината територија. Целта на овој пилот проект, како што соопштија од општината, е да се премине кон еколошки систем на загревање со стимулирање на жителите на аеродром, поточно домакинствата, да користат почист огревен материјал и поквалитетни печки за затоплување на своите домови, за повисока енергетска ефикасност и помалку штетни емисии во воздухот, како дел од мерките против загадувањето. Јавниот повик ќе трае до 3 декември 2018 година и ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен. На овие граѓани општина Аеродром ќе им субвенционира околу 50% од трошоците за набавка на печки на пелети, но не повеќе од 15.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домакинство. Општина Аеродром за овој проект издвои 500.000 денари од својот буџет. Општина Газибаба по 13 пат беше домаќин на редовното државно првенство во карате. Надпреварот традиционално се одвива во основното училиште на Умовски Борче во Маџари, а во организација на Карате Федерацијата. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски пред надпреварувачите посочи дека Газибаба и понатаму ќе ги поддржува сите спортови кои ќе придонесат за здрав развој на младите, а идната година продолжуваат со доделување стипендии на талентирани спортисти, како и поддршка на најдобрите индивидуални спортисти кои представуваат општината на меѓународно ниво. Во општина Газибаба во соработка со Агенцијата за млади и спорт се гради фитнес зоната во парк шумата Газибаба, а општината продолжува и со реконструкција и изградба на нови спортски игралишта. Внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Ова е реченицата која секојдневно ја слушаме, но многу ретко кога некој го разбира значењето на оваа реченица и се придржува кон ова. Секојдневно во билтенот на МВР може да се прочита колку граѓани биле тешко или полесно повредени и колку го загубиле животот во сообраќајни несреќи, кои за жал секогаш настануваат поради невнимание и непочитување на правилата за возење, бидејќи улиците и патиштата се користат како стази за достигнување огромни брзини. Постепено се менува перцепцијата за дозволена брзина во сообраќајот, па се добива чувство дека прекршувањето на правилата за ограничување на брзината е нормално, очекувано, оправдано, па дури и потреба. Брзиот и динамичен живот, бројните обврски, постојаниот недостаток на време не е и не може да биде оправдување. Најчесто оправдување кое го користат возачите кои возат брзо е брзав за да стигнам на време. Но дали навистина брзото возење ќе донесе и заштеда на време? Што ако сите брзаат и не ги почитуваат правилата во сообраќајот? Дали тоа ќе овозможи безбеден и фреквентен сообраќај или ќе продуцира сообраќајен хаос со голем број повредени и загинати лица? Дали добиеното време е толку драгоцено за да го ризикувате сопствениот живот, животот и здравието на вашите најмили и воопшто животот на кој било учесник во сообраќајот? Доколку сте возач, треба да знаете дека брзото и агресивно
поднесување во сообраќајот изнудува грешки кои завршуваат со фатални последици. Статистиката покажува дека минатата година во Република Македонија 72 лица, односно 46% од вкупниот број загинати лица во сообраќајни незгоди се последица на брзо возење. Во 2017 година повеќе од половина од настраданите лица во сообраќајните незгоди во Европа настанале поради пребрзо возење. Инаку во Република Македонија брзината на движење на патиштата е ограничена во зависност од условите на патот и истата е одбележана со соодветен сообраќаен знак. Глобата за непочитување на оваа законска обврска изнесува и до 400 евра. Надлежните им порачуваат на возачите да се почитува пропишаната брзина, да се проверуваат гумите, без SMS пораки додека возите, секогаш да бидете внимателни, фокусирани и концентрирани, да се користи детско седиште за автомобил, да се користи безбедносен појас, никогаш да не пијат кога возат. Меѓу повозрастните возачи има и една поговорка која често ја употребуваат: вози бавно, стигни славно. Убаво речено, но ќе биде уште поубаво ако возачите ја разберат и незината суштина. Под мотото "Сите сме нивни деца", Црвениот крст на град Скопје од денеска до 25 месецов ја одбележува неделата на грижа за стари лица. Ова активност е традиционална и се одбележува преку социјалниот сервис, дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови, поддржан од град Скопје. Активностите предвидуваат посета на 180 стари лица во нивните домови, каде примаат грижа од мобилни тимови на медицински сестри и волонтери на Црвениот крст, како и дневни центри за стари лица преку кои се афирмира активното старење, а корисници се повеќе од 500 лица во третото доба. Црвениот крст на град Скопје имплементира и сервис за стари лица, преку кој негователи за стари лица даваат услуги на стари и изнемоштени лица. За да се реши проблемот со загадувањето во Скопје, треба да се спроведат повеќе мерки. На иницијатива на градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, денеска се одржа работилница на тема загадувањето на воздухот во Скопје, факти, причини, акции, на која беше истакнато дека со една мерка не се решава овој долгогодишен проблем. Мано во изминатиот период спроведе истражување на оваа тема, а денеска на работилницата беа презентирани резултатите. Александар Дединец од Ману изјави дека во студијата како главен виновник може да се наведе загревањето на домаќинствата во Скопје. Најбрза мерка која може да се реализира и даде ефект, како што рече, е мерката за приклучување кон топлификацијскиот систем за грејење, како и субвенции за промена на начинот на грејење или користење печки на пелети, топлотни пумпи или познати како инвертори, изолација на домовите. Во транспортниот сектор предвидуваат електрификација на град Скопје до 2025 година. Конкретно за градот Скопје предвидуваме електрификација на градот Скопје до 2025 година, електрификација на такси возилата, значи 60% електрификација на такси возилата со електрични возила и останатите 40% со така наречени плагин електрични возила. Овде градот може да даде исто така големи субвенции, олеснување за такси возилата. Зошто такси возилата? Најпрво, затоа што тие поминуваат годишно голем број на километри, по нашите пресметки некаде над 40.000 километри поминуваат годишно, и со таа километража купување на електрично возило за нив е исплатлива опција. Се разбира, поддржани со одредени субвенции од градот и од државата. За загадувањето на воздухот во Скопје виновни сме сите, истакна раководителката на секторот за заштита на животна средина на град Скопје, Цветанка Икономова Мартиновска. Таа им порача на граѓаните да се придржуваат кон препораките. За загадувањето во Скопје виновни сме сите, или индивидуално или колективно. И затоа не може никој да биде амнестиран од тоа. Во иднина препорачувам на сите граѓани на Скопје, вклучувајќи се и самата себе си тука, да се придржуваме кон препораките што ги даваат стручњаците и воопшто раководните лица на сите одговорни институции во државата
и со тоа да допринесеме секој посебно за подобрување на квалитетот на воздухот во нашиот град. Мартиновска додаде дека субвенционирањето за набавка на печки на пелети за граѓаните на Скопје за годинава заврши, но во буџетот за 2019 година град Скопје планира 15 милиони денари за субвенции за набавување печки на пелети. На регионалниот пат Р103 денеска во предпладнивните часови сообраќајот се одвиваше отежнато. Причината за ова е продажбата на добиток на улица во близина на Сточниот пазар, кој од 16 ноември е затворен. Со цел на времено информирање на јавноста за случувањата во главниот град, излеговме на терен за да го слушнеме мислењето на сточарите, кои се најзасегнати од новонастанатата ситуација. Пазарот не е затворен ради некои болести, ради нешто. Пазарот е затворен ради инспекцијски проблеми. Значи, самата инспекција треба да биде свесна сега, пазарот да се отвори. Денеска имаше штрајк на улица и сепак не дозволија да се отвори пазарот. Сега вие се соочувате ли со некои проблеми? Имате ли стока за продавање? Имаме сите. Значи, јас сум тој што имам највише стока. Имам негде околу 30-35 грла. Коњи чувам ја. И кај да ги продам тие коњи? Кај ќе ги пласирам тие коњи? Ова е главен пазар, значи главниот град, зборуваме за главниот град во Македонија. Другите пазари работат во Македонија, а во главниот град пазарот не работи. Втора недела како не работи пазарот, значи камионите ги паркираме надвор на улица. А ви прават ли проблем? Прават проблем, полиција ги трга камионите, значи сметаме надвор на улица. Сметаме. И кај да ги ставиме ние камионите? Пазарот го правиме во нива. Меѓусобно. Тоа не значи ништо, значи. Не е тоа решение. Толку грла, многу илјади народ живеат од овој пазар. Илјадници народ живеат со крави, со телиња, значи не зборам за мене, зборам општо. Има од Куманово, од Тетово, има од Прилеп, од Гостивар, од сегде. Значи народ доаѓа да продава тука да пласира роба. Меѓутоа, ова не тера нигде ова. Ова не тера нигде. Дојдоа ли од Скопски пазар, ви кажаа ли дали? Скопски пазар дојдоа уште вчера, јас вчера бев информиран тука во пазарот, дека пазарот нема да работи. Има ставено, може да погледнете плакати, дека пазарот нема да работи. Сточарите апелираат до надлежните да покажат разбирање за нивните потреби и повторно во функција да го стават пазарот. Во името на сите трговци, значи, апелирам до надлежните, до инспекторатот, до главниот инспекторат, да може пазарот од другиот пазар да може веќе да почне да работи. Ова е катастрофа со сточарите. Значи ние сме веќе при крај дојдени со стоката. Чувам 30 грла јадат, а пазар нема продавање. Значи тие сакаат да јадат. Тие да ги пласираш негде. Возиме низ Македонија, тачно, идам Тетово, Куманово, Битола, Прилеп, сите пазари ги фаќаме. Меѓутоа, Скопје како главен град, пазар да е затворен, тоа е страмота. За повеќе информации се обративме и до Скопски пазар, по чија надлежност е и добиточниот пазар во Трубарево. Оттаму ни потврдија дека поради искажани неповолни економско-финансиски показатели во работењето, донесена е одлука со која Скопски пазар АД ја укинува подружницата добиточен пазар. Купно 74 представки од скопјани досега се поднесени во град Скопје, кои се однесуваат на работата на градската администрација. Најмногу пријави има во секторите за планирање и уредување на просторот, за финансиски прашања, за комунални работи и сектор инспекторат. Сите пријави и поплаки се однесуваат на непочитувањето на законски утврдените рокови за изготвување на актите што ги носи град Скопје и во однос на недобивање одговор по поднесените барања. Градските власти информираат дека на имейл control@skopje.gov.mk секојдневно пристигнуваат представки од граѓаните. По приемот на пријавите и представките од граѓаните, внатрешната контрола веднаш го запознава засегнатиот сектор со нив и согласно своите овластувања врши увид во списите на предметот. Се работи на правилно утврдување на причините поради кои не е постапено во конкретниот случај,
со насока да се преземат сите активности со цел да се отстранат недостатоците и да се постапи во интерес на странките во постапката. Проектот Внатрешна контрола за вработените во градската администрација го најави скопскиот градоначалник Петре Шелегов на 14 септември годинава, а почна да се спроведува од 17 истиот месец. Шилегов тогаш рече дека крајна цел е да се обезбедат подобри услуги за сите граѓани. Градот Скопје ја избра фирмата која треба да изработи идеен концепт и да ја реализира новогодишната програма во Скопје. Градот ја избра компанијата ProEvent Soluции Дуел Скопје, а вкупната вредност на овој договор изнесува 6 милиони денари. За убавата новогодишна атмосфера во градот ќе се одржи културно-музичка програма, новогодишен базар што ќе трае 15 дена, а во текот на викендите приредби за најмладите, но и концерти, забава и рекреација за возрастните. Од град Скопје информираа дека од аспект на украсувањето, тендерската постапка за компанијата што треба да го работи тој дел е во завршна фаза. Сега е избрана само компанијата што ќе биде ангажирана за културно-уметничка програма за новогодишниот период. Според нив, овој проект представува продолжение на традицијата на Старо Скопје, каде што некогаш новата година ја пречекувале сергии, односно тезги, преполни со новогодишни занимливости. Проектот е замислен преку изведба на штандови наполнети со топли пијалоци, храна, книги и новогодишни играчки и украси за да ја долови и доближи соодветно новогодишната еуфорија. Годинава пред новогодишната атмосфера во Скопје ќе изобилува со забава и новитети, како за најмладите, така и за повозрастните. Преку оградена снежна зона со топ што создава снег, ќе се забавуваат најмалите посетители. Ќе биде поставено и пластично игло, каде што ќе има различни активности додека траат настаните, вклучувајќи и работилници за деца од предшколска возраст. Децата ќе можат да се возат бесплатно на новогодишното вовче, низ штандовите, надпревар во изработка на скулптури со претходно одредена тематика од блокови мраз, е новитет што досега кај нас не се реализирал. За да се долови целосно новогодишната атмосфера, се предвидуваат маскирани забавувачи што ќе ги анимираат и забавуваат граѓаните и ќе се фотографираат со посетителите. Неделата за грижа на стари лица, која традиционално секоја година се одвива во текот на месец ноември, започна вчера и ќе трае до 25 месецов. Активностите ќе бидат одбележани под мотото "Сите сме нивни деца", а предвидуваат посета на 180 стари лица во нивните домови, каде примаат грижа од мобилни тимови на медицински сестри и волонтери на Црвениот крст, како и дневни центри за стари лица, преку кои се афирмира активното старење, а корисници се повеќе од 500 лица во третото доба. Медицинската сестра Зорица Пасинечка денеска пред нашата камера накратко го опиша работењето на дневните центри за стари лица, активностите кои тие ги имаат во нив, како и медицинската нега и грижа која им ја даваат. Во рамки на одбележувањето на неделата за грижа на стари лица, денеска се наоѓаме во центарот за стари лица во домот на хуманитарни организации Даре Джамбас. Изборуваме со една од медицинските сестри кои ги посетуваат старите лица во нивните домови, Зорица Пасинечка. Најнапред, добар ден и ви благодарам што одвоивте време за нас. Многу ми е мило што учествувате во настанот недела за грижа на стари лица. Инаку јас сум една од медицинските сестри кои што прават домашни посети во домашни услови. Посетуваме 180 стари лица на територијата на град Скопје. Покрај тоа што ги вршиме посетите и мериме крвен притисок и гликоза во крвта, се грижиме за нивното здравје, покрај тоа што вршиме социјални разговори, им го разубавуваме денот. Исто така, секоја медицинска сестра гравитира кон 3 дневни центри кои што се отворени на ниво на град Скопје. Едниот е во Даре Джамбас, едниот е во Чаир, едниот е во Сарај. Дневните центри работат секој ден од понеделник до петок, отворени се од 9 часот до 3 часот и се отворени за сите пензионери
на Република Македонија, значи секој што може и сака може да дојде да учествува во активностите што се надевам многубројни и се надевам дека ќе бидат во иднина уште поинтересни. Значи, Како изгледа? Еве може да ни кажете како изгледа еден ден во дневниот центар Даре Џамбас и останатите дневни центри? Што прават пензионерите кога ќе дојдат тука? Па зависи од денот. Значи во вторник и петок се најпосетени денови, тогаш имаат чиконг вежби. Поделени се во различни групи во зависност од тоа кој кога се приклучил на активноста. Потоа во четврток исто така имаме голема посетеност, тогаш ни доаѓаат сликарите, имаме сликарска работилница, ја менаџира професорот Стојче, успешно, значи имаме многу изложби, се реализираат сиве овие години, потоа имаме други активности, предавања, медицински предавања за социјалниот живот, има ли се нешто што ги интересира, значи само треба да пројават желба и ние ако сме во можност го организираме тоа. Организираме прошетки во околината на градот, организираме прошетки по институции, музеи. Има ли интерес? Дали доаѓаат голем број на пензионери? Да, мислам дека кон дневниот центар Даре Џамбас гравитираат некаде 800 пензионери кои што се активни и активно учествуваат во сите активности што ги организираме. Вие исто така ги посетувате и дел од пензионерите во домашни услови. Како оди оваа постапка? На кој начин може да се пријави секој еден кој што сака да биде посетен од ваша страна? Значи секое старо лице може да се пријави, условот е да живее, значи да живее сами, може да се и брачен пар и да имаат некакви медицински проблеми, гликоза во крвта или повишен притисок. Меѓутоа вршиме и социјализација, значи не мора и да се, значи да има некаква патологија, да се болни. Ги посетуваме, на секоја медицинска сестра има по 30 стари лица кои што ги посетува, не се променливи, се додека не се откажат од најразлични причини од проектот. Ги посетуваме еднаш неделно или 2 пати во месецот, зависи од потребата што ја имаат. Исто имаме и волонтери кои што многу ни помагаат во работата. Тие мислам дека се и носители на овој проект. Им пазаруваат по дома, плаќаат сметки, прошетки имаат, социјални разговори, значи се трудиме да се дружат старите со младите и се надевам дека овој проект ќе се проширува затоа што се уште не се опфатени сите општини во градот. И мислам дека убаво се дружиме. Така, ви посакувам успех во понатамошната работа и секако, како што и самата споменавте, да се проширите на територија на цел град. Благодарам што сте ни гости и благодарам за убавите желби. Во рамки на неделата за грижа на стари лица беа подготвени пакети со прехранбени продукти, а во Домот за хуманитарни организации денеска беше организирана и кинопроекција. До крајот на неделата ќе бидат организирани и бесплатни здравствени прегледи, како и предавања за деменција. Веќе 8 години активно функционира проектот Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови при Црвен крст на град Скопје. Денеска имаме промоција, односно проекција на хуманитарно кино, каде што се реализира во Домот за хуманитарни организации Даре Џамбас од 11 часот. Утре и задутре имаме посета на домови за стари лица, каде што исто така и на 22 во четврток имаме предавање за деменција. Доколку пак на 23 во петок, значи на постојките на Зелено пазарче и на Буњаковец, ќе имаме пунктови поставено за здравствена превенција, каде што наши медицински сестри ќе мерат притисок, шекер и едноставно здравствени совети. Исто така ќе имаме пункт поставено на 23 и во општина Сарај. Може ли ни кажете каков интересот на старите лица токму за вашата кампања и дали се запознати со истата? Да, значи ние на нашите корисници од дневните центри, а и пошироко им кажуваме за нашата програма на активности, не само за неделата, туку и за месечните програми што ги реализираме. Значи ние имаме исто така и месечни програми и активности, каде што корисниците се доаѓаат на активностите, односно тоа се чиконг вежби, сликарска работилница, едукативни предавања, прошетки исто така организираме, работилници по плетење.
Според спроведената анкета врз репрезентативен примерок на 1004 стари лица на тема потреба од социјални и од здравствени сервиси за старите лица, констатирана е потреба од зголемување на информираноста на старите лица и нивните семејства за услугите од социјална заштита и за зголемување на пристапот до овие услуги. По повод Светскиот ден за хронична обструктивна белодробна болест ХОББ 21 ноември, кој се одбележува под мотото "Никогаш не е прерано, никогаш не е предоцна", ќе се одржат бесплатни прегледи за мерење на дишната функција. Прегледите ќе се изведат на 21 ноември утре во период од 11 до 14 часот во Капитол Мол. Од Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза велат дека овој настан е од особена важност за да се испрати порака до населението на Република Македонија за важноста на препознавањето на оваа болест. Навременото дијагностицирање и правилното лекување на болеста ќе го подобрат квалитетот на животот и животниот век на лицата кои страдаат од ХОББ. Тие велат дека еден од најголемите ризик фактори за појава на ХОББ е пушењето, но дека поради разни причини како начин на живење или самата средина, препорачливо е сите кои се во можност утре да се проверат на бесплатните прегледи. Агенцијата за вработување на Република Македонија на невработените лица во 2019 година ќе им обезбеди дополнителни обуки за напредни IT вештини, напредни степени на странски јазици и други обуки за кои има интерес. Покрај тоа, обезбедени се финансиски средства за обуките за невработени лица, за Б, С и Д категорија за возачи, но се чека одлуката од второстепениот управен суд по поднесената жалба за избор на економски оператор од страна на останатите оператори. За МИА, директорката на Агенцијата за вработување, Билјана Јовановска, истакна дека по добивањето на одлуката ќе се знае дали ќе се распише нов тендер за избор на нов оператор или ќе продолжи постапката со сегашниот економски оператор. Во секој случај, таа нагласи дека финансиски средства се обезбедени за оваа година и истите ќе преминат во реализација во наредната година. Мотоциклистите како ризична и ранлива група учесници во сообраќајот треба да бидат двојно повнимателни и поодговорни. Почитувањето на сообраќајните правила и прописи и почитувањето на поставената сообраќајна сигнализација од мотоциклистите е повеќе од неопходна, ако се има предвид дека при секој судир на моторно возило и мотоцикл, ризикот и веројатноста од сериозна повреда на мотоциклист е навистина голема. Ова денеска го соопшти Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во рамки на кампањата Без изговори. Тие апелираат мотоциклистите без изговори да ги почитуваат правилата во сообраќајот пред се поради нивната безбедност. Статистичките податоци покажуваат дека во Република Македонија мотоциклистите представуваат само 0,5% од вкупниот број учесници во патниот сообраќај, а приближно 10% од вкупниот број загинати лица во сообраќајни незгоди. Најголем број од загинатите мотоциклисти припаѓаат на возрастна група од 25 до 34 години. Несоодветната брзина на возење и неупотребата на заштитна опрема и заштитен шлем се издвојуваат како главни причини за трагичните последици од сообраќајните незгоди. Од РСБСП подсетуваат дека користењето заштитна кацига е задолжително, како за возачот, така и за сопатникот и непочитувањето на оваа одредба предвидува санкција од 50 евра во денарска противвредност. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Саботна хроника, а вие и понатаму следете ги неделните прегледи на вестите.